Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за постот и прејадувањето, односно како овие две работи влијаат врз здравјето на луѓето. И овој понеделник во емисијата Здравје, посветена на здравата храна и здравиот начин на живот, мој соговорник во студиото на Радио Слободна Македонија е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравието. Доктор Митов, добро утро и добро дојдовте во Здравје. Добро утро, добро ве најдов. Ја најавивме темата, актуелна е во пред празничниот период, сега е актуелен постот во пресрет на Божик. По празникот, за жал, како и за Великден, актуелно е прејадувањето. Како постот и прејадувањето влијаат врз здравјето? Односно да почнеме од почеток, од постот. Како може постот да влијае врз здравјето? Може ли да поремети некои витални функции во организмот? Барем 2 пати годишно можеме да ја отвараме оваа тема, нели се разбира, бидејќи на 2 пати е актуелна. Тоа е во периодот на великденските и во периодов на божикните пости. И однапред морам директно да одговорам дека се поврзани многу повеќе позитивни ефекти отколку негативни, или дека дали и воопшто постојат негативни ефекти, зборувам за здравјето на постот, значи ефектите на постот врз здравјето. Од тука ќе се подсетиме на сите претходни емисии во кои што ние сме зборувале и секогаш кога дававме одредени препораки за здрава исхрана, за здрав начин на живот, така наречената постна исхрана, односно исхраната од растително потекло, секогаш ја спомнувавме како здрава во сите опции. Так. Иако нели некогаш има различни специфики доколку зборуваме за пациенти со кардиоваскуларни болести или за пациенти со малигни болести или со одредени конкретни малигни заболувања, ги препорачуваме различните продукти кои што се прецизно поврзани, специфично поврзани со тоа заболување, но како основа на таа здрава исхрана секогаш доаѓа така наречената постна исхрана или исхраната која што е актуелна токму во овој период. Се поставува прашањето што лежи во основата. Ова дури одиме до таму што еве денеска интересно е да се знае дека во светот постојат клиники кои што функционираат на основа на пост. Многу позната во светот е клиниката на доктор Бухингер, која што функционира во Германија веќе 3 генерации. Како мислите врз основа на пост? Стрикно постна храна им даваат на пациентите? Таму е така, сега убаво прашање поставувате, бидејќи таму одат до степен да и општо земено ја намалуваат храната до минимум и ги одржуваат пациентите од различни заболувања во одреден период. Тоа се разбира се следи, тоа се лекарски институции со лекари, со професионалци во контролирани услови, но интересно е тоа што од различни болести луѓето биваат ставени дури и на најстроги видови на пост, значи не само на тој пост кој што ние сега го практикуваме, да речеме христијанскиот, тој со постна храна, само со растителна храна, туку таму исхраната ја сведуваат до ниво на супи и сокови. И тоа трае одреден број на недели. Так. И уште поинтересно е да се види дека има ефект, дека се доаѓа до подобрување на состојбата на здравјето. И тука се изложуваат, значи, пациенти со доста сериозни болести, значи таму не одат луѓе кои што имаат едноставни болести. И многу интересно е да се види дека доаѓа до подобрување на симптомите, речиси кај сите пациенти. Меѓутоа, ова храна е пропратена сигурно со инфузии или со некои доколку има потреба, затоа велам, нели, супи и сокови континуирано се дозволени и дури во тие најстроги постови, медицински постови, доколку ги спомнеме. И сега можеме да кажеме и од аспект на колегите кои што слушаат, лекарите, кој би бил тој механизам, која е таа биолошка основа врз која што ние велиме дека тоа може да е корисно или се утврдува дека е корисно. Стручно кажано станува збор за така наречената калорична рестрикција, односно со други зборови кажано помал број на калории внесување дневно.
Тоа е стручниот термин, калорична рестрикција. И правени се голем број на вакви истражувања, се разбира врз животни, бидејќи калорична рестрикција вештачки создадена кај луѓе не би била етички момент за истражување, но кај глувци, кај риби, кај различни форми кај многу голем број на животни кај што е испитувано, механизмот прецизно не е јасен. Значи, докрај не е разјаснето зошто, но кај сите нив е најдено дека прво, калоричната рестрикција го продолжува животот, значи живеат подолго доколку се на помалку калории, и второ, доаѓа до намалување на сите симптоми или знаци кај телото, кај нивното тело, кое што е поврзано со старење. Значи дека под наводници, еве така полаички да се изразиме, старењето, процесот на старење се забавува и подолго живеат овие животни кај кои што испитувана калоричната рестрикција, односно помалку калории. И една теза само има до сега, иако нели не е прецизно утврден механизмот, има една теза зошто тоа се случува. Се предпоставува дека калоричната рестрикција или помалиот внес на калории доведува до намалување на успорување на метаболизмот и така наречениот оксидативен стрес, бидејќи метаболизмот во нашето тело има и нус ефекти, има и нус продукти, има супстанции кои што се ослободуваат, а се штетни. Тие ги има во многу помали дози, доколку општо земено метаболизмот се смири, се спушти, што се случува со намалувањето на исхраната. Така, еве, слушнавме некои примери кај животните, некои експерименти, дека колку помалку калории, толку поздраво е. Така. Но како да знаеме дека постната храна е поздрава? Има за среќа, да речеме, природни експерименти, односно групи на луѓе одредиле, самостојно одлучиле дека ќе бидат на постна исхрана цел живот. Тоа се нели така наречените вегани. Веган. Или има и друга група на луѓе, вегетаријанци, кои што избегнуваат месо, кои што не јадат месо, но јадат млечни производи, да речеме. И интересно е тоа дека ние овие две групи можеме да ги наблюдуваме како експерименти. Значи можеме да следиме што се случува кај нив. Наспроти остатокот, односно луѓето кои што јадат, да речеме се. Так. И се прави компарација низ времето. Правени се такви анализи, потоа се правени метаанализи, односно сите тие студии уште еднаш се анализирани и најдени се три генерални заклучоци. Конкретно станува збор за истражувањата кај една голема група на испитуваници во Америка, адвентистите. Тоа е религиозна христијанска група која што живее според нивните правила, според нивните препораки не консумираат месо. И ги прави тоа идеална група за испитување на овие теми. Првата работа која што е најдена е дека има статистички кажано значително намалување на ризикот од смрт од сите големи болести. Фала Богу, не дека прерана смрт. Да, не дека некој ќе ја избегне, или да ги кажеме фактите, меѓутоа прераната смрт, ризикот од прерана смрт се намалува. Второ, докажано дека поврзано и со првото се разбира дека животниот век кај нив се зголемува, и трето дека особено се гледа силен ефект во 4-та, 5-та и 6-та декада од животот, дека тогаш додека останатите повеќе почнуваат веќе да се разболуваат, да попушта организмот, што би рекле, кај нив тој момент го нема. Значи тие остануваат и во така нареченото средновечно доба, кога ние нели вообичаено започнува нешто, некоја болест, дали е дијабет, дали е покачен крвен притисок, не дај Боже малигно заболување, срце, удар, дали мозочен, дали срце. Тоа е периодот, за жал и сега веќе и 4-та декада почнуваме се повеќе да гледаме возрастната граница. Меѓутоа кај нив се гледа дека ефектот се губи дури некаде кај 8-та, 9-та декада. Значи дури кај луѓе на таа возраст може би да се рече дека е небитно дали едниот се храни вака или така, но се разбира ако успее втората група да стаса до таму. Така да тоа се трите генерални заклучоци кои што се најдени, и пак би додал и тука еден биолошки механизам. Истражувано било, значи, не само кој е ефектот на така наречената веганска или вегетаријанска или денешната тема постна исхрана, туку и што би можело да го објасни тоа.
Една од теориите е внесот на метионин. Метионин е есенцијална аминокиселина која што природно ние би требало да ја внесуваме, му треба на нашиот организам, меѓутоа таа е една од, така да речеме, осомничените аминокиселини кои што многу ги има во месото и доколку има многу поголем внес, тогаш доаѓа до создавање на штетни странични продукти, нус ефекти. И најдена е поврзаност кај голем број од форми на рак кои што се поврзани токму со метионинот. И им е потребен метионинот на малигните клетки и за преживување и за пролиферација, велиме ние медицински, односно капацитетот на малигните клетки да се прошират. Значи да не останат само на едно место, туку да се прошират, кај голем број од нив најдено е дека токму метионинот им е неопходен за тие да може да се прошируваат. А метионинот како го внесуваме во организмот? Го има во многу прехранбени производи. Еве ако зборуваме конкретно за јајцата, го има и во јајцата, так, но особено многу го има во месото. Так. И токму, ако се сеќавате и минатата емисија, зборувавме пак за ракот на дебело црево и таму исто така го поврзавме метионинот преку производството на водороден сулфид. Так, доктор Митов, ќе направиме кратка пауза за реклама и ќе се вратиме повторно со разговор во студиото на тема пост и прејадување, односно како влијаат овие две работи врз здравјето. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Јас сум Александар Динев, а мој соговорник и овој понеделник во студиото е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Со доктор Митов денеска зборуваме за постот и прејадувањето, односно како влијаат врз здравјето. Во првиот дел од емисијата доктор Митов слушнавме дека постот нема никакви лоши ефекти врз здравјето, туку напротив, може да ја подобри здравствената состојба и кога станува збор за некое сериозно заболување на некој пациент, доколку ја промени исхраната, може навистина да позитивно да влијае и да закрепнува многу подобро. Но да слушнеме како прејадувањето после 4-неделниот пост може да влијае врз здравјето. Ме подсетивте, пред да преминам на прејадувањето, ме подсетивте и на една многу интересна тема која што станува тренд во светот. Тоа се така наречените, има иницијатива на Светска здравствена организација, се нарекуваат Health Promoting Hospitals или болници кои што промовираат здравје. И најдено е дека некој се прашал што ќе се случи со пациенти доколку 1-2 недели пред операција ги поставиме на здрав начин на исхрана. Так. И доколку пушат, ги замолиме во тој период да престанат да пушат. Фрапантни резултати. Значи, само 2 недели пред операцијата, кај тие пациенти доколку променат нешто во исхраната, доколку престанат да пушат или било што друго постигнат, значителен пат на несакани ефекти и на денови кои што остануваат во болницата после операцијата. Така да, дефинитивно сум убеден и тоа сакам да го споделам со граѓаните, дека перспективата на медицината ќе биде во здравиот животен стил. И токму е тој моментот за кој што ние и зборуваме во сите емисии. Сега да се вратам конкретно на вашето прашање. Ќе посветиме некоја емисија за здравиот животен стил. Да, и може и баш за оваа иницијатива за болници кои промовираат здравје. Конкретно за прејадувањето, знаеме дека тоа е доста сериозна тема. Зошто? Значи не дека може на човек само да му се слоши, туку треба да бидеме свесни дека од еден многу обемен оброк кај човек кој што веќе имало одредени проблеми може да настапи и смрт. Така да не е наивно, тоа не треба да се гледа наивно и не е наивно доколку човек се прејаде еднаш, 2 пати, 3 пати или пак не дај Боже на почеста основа, дека доста често човек доколку се прејадува, тоа прави сериозен проблем врз здравјето. И сега тоа се разбира е докажано и низ научни студии. Во 2000-та година познат лекар Франциско Лопес, кој што сега работи во Мејо клиник, значи во Америка, во едно од најпознатите клиники, објавува студија во која што објаснува дека
еден многу тежок оброк, значи многу обилен оброк, во следните 2 часа после прејадувањето го зголемува ризикот од срцев удар за 4 пати. Значи тоа е доста значаен ефект и мислам дека луѓето би требало да го знаат тоа, бидејќи колку повеќе го знаат, никој не би сакал да се го донесува сопственото здравје. Еве, од таа рационална точка да појдеме, дека никој не би сакал своето здравје да го доведува под прашање или својот живот. И се поставува пак прашањето од биолошки аспект, од аспект на механизам или од аспект на физиологија. Што е тоа кое што придонесува да биде загрозено здравјето, дури и од едно прејадување? Треба да знаеме дека ние немаме осет за тоа што се случува точно во нашиот организам. Значи, треба човек да биде свесен дека, макар и доколку се чувствува здраво, или потполно здраво, силно, тоа не значи, се разбира дека телото не е во одредена можеби и потешка здравствена состојба. Пример ќе кажам само еден. Кај 40% од луѓето кои што имаат срцев удар, знаете ли кој е првиот симптом? Значи, првиот симптом е смрт. Кај 40% кај луѓе кои што имаат директна смрт. Директна смрт. Но претходно нешто си имала некоја реакција во организмот, за кој ние не сме биле свесни. Да, најчесто може би осетил некое стегање во одреден момент или воопшто не почувствувал ништо, и кај 40% од нив првиот момент, и колку пати сме ги слушале тие приказни, тоа се секојдневни, а секој од нас знае по еден таков пример кога човекот бил под наводници здрав прав, и ете се случило. Така да треба легнал на вечер и всушност не се разбудил. Тоа е често приказна. Да, и не треба да се шири страв, нели? Не треба да се зголемува или да се хиперболизира ова. Меѓутоа треба реално да се каже, бидејќи ова што го кажуваме е конкретна статистика. Некому му се случува. Значи на конкретни луѓе, на реални луѓе, ова за жалим се случува. Реална ситуација во секојдневието. И да се вратам на тој биолошки механизам кој што го спомнуваме. Последен таков обемен оброк, последно такво прејадување, маснотиите влегуваат во крвта. Крвта станува, медицински велиме, повискозна или погуста, не тече толку лесно, толку едноставно, од една страна. Од друга страна, доаѓа до уништување на капацитетот на крвните садови да се шират. Зошто е важно крвните садови да се шират, особено артериите? Бидејќи така паѓа крвниот притисок. Нели, тоа е затворен систем. Тоа се замислете како системот затворени црева. Меѓутоа, тие црева во нашиот организам, артериите, имаат капацитет да се шират. Ако ја изгубат капацитетот да се шират, тогаш доаѓа до зголемување на крвниот притисок и сите последици кои што тој ги носи. Така, доктор Митов, пред крајот на емисијата може ли да заклучиме конкретно како да постапуваат луѓето за време на божикните празници, православните христијани? Се разбира. Советот е секогаш во период на празници да се внимава малку повеќе. Нели, ние тогаш сакаме да се опуштиме и нормално, бидејќи празници се опуштаме, некогаш често и со мислата дека после празниците ќе бидеме на диета, дека тогаш ќе ослабнеме, дека тогаш ќе се средиме, нели, под наводници. Ќе внимаваме на здравјето повеќе. Но многу пати тоа време некогаш, нели, не доаѓа, бидејќи после ќе дојдат други изговори. Но важен момент кој што би сакал да го споделам со пациентите, со слушателите, е да не се претерува во периодот на празниците, да се внимава и доколку е можно, колку што е можно повеќе, макар и неколку денови, макар и не цел пост, секако ќе би било добро за нивното здравје неколку дена да бидат на постна исхрана. Така, се надевам дека нашите слушатели ќе ги практикуваат овие совети. Ви благодарам за споделените информации во ова издание на Здравје. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски, видеореализација Владимир Дамјановски. Денеска сме понеделник, 14 декември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.